Otecot i Sinot i Svetiot Duh. Daj mi da sedneme do Tebe, jedni od odnesno, a drugi od odlevo, bo slavata Tvoja. Ova je molitva, dragi hrišćani, što ja izrekle apostolite, a koja što je opšta molitva za site nas. Site nije, koji veruvame vo Hrista, se molime da postaneme učesnici vo slavata na nebesnog carstva. Site sakame da nasledime večen život i da bideme poblizu do Hrista po našata smrt i po strašni od sud. Isto така, ние se molime i za našite počinati, tatkovci i braća, Bog da im darува večno blaženstvo. Tije naši molitvi se namesti. Svekoj hristijanin treba da se trudi da vleze vo carstvo do nebesno i da go moli Boga da go udostoji da ostane tamo. Zašto togaš Hristos im rekao na apostolite, ne знаете što varate. Od денешно до свето Евангелие слушнавме дека Исус Христос при своето последно патување во Ерусалим им раскажал на своите ученици што го чека таму. Прорекол дека Синот човечки ќе биде предаден на првосвештениците и книжниците и ќе го осудат на смрт и ќе го предадат на незнабожците. И ќе го исмејат, и ќе го бијат, и ќе го плукаат, и ќе го убијат, и на третиот ден ќе воскресне. За своите страдања Господ Исус Христос кажал дека ќе биде прославен и ќе влезе во царството на својот Отец. Апостолите разбрале само едно од зборовите на Христа, дека Он ќе биде прославен и дека наскоро, само по неколку дена ќе настапи многу очекуваното Божјо царство. Апостолите Јаков и Јован, најблиските ученици на Христа, сметале дека токму сега е времето да му споменат дека тие и во идното царство треба да бидат најблиску до него, како досега. Од нивната молба произлегува нивната цврста вера дека Христос е Месија и дека Он набрзо ќе го објави своето царство. Но како сите нивни сонародници, и тие мислеле дека Христос ќе биде цар на земјата, иако Он неколку пати им објаснувал со приказни и директно какво ќе биде неговото царство. Он и сега им објаснува подробно дека Он ќе биде мачен, ќе биде суден и убиен, но тие сепак не можеле да се ослободат од општото верување дека ги очекува слава на земјата. Затоа Христос им рекол, не знаете што барате. Ако Христос им ја исполнил нивната молба, тие требало да бидат распнати наместо двајцата разбойници, едниот одесно, а другиот одлево, на Голгота, таму каде што се објавила Христовата слава. Тие навистина не знаеле што бараат. И нас, драги христијани, Бог честопати ни одговара дека не знаеме што бараме. Понекогаш ние многу упорно со потполна вера и со добри намери му се молиме на Бога да ни ја исполни ова или она наша желба. Меѓутоа, Он не ни ја исполнува. Неговото молчење е сушност одговор на нашите неразумни молитви. Не знаете што барате, ни вели Он на секој од нас во слични ситуации. И апостолот вели, просите, а не добивате, од и зло барате. Повеќето од нашите молитви се неуместни, како што била молитвата на двајцата Заведеови синови. Ние се молиме за земни богатства, за раскошен живот, за слава на земјата. Се молиме да бидеме поставени на високи места во општеството. Дури се молиме да се збогатиме и да се издигнеме на сметка на другите. Ние не забележуваме дека нашите молитви се себељубиви, дека тие се спротивни на Божјата волја. Ние сакаме нашата волја да биде, а не да биде исполнета Божјата волја. Драги браќи и сестри, ако Бог ги исполнеше тие наши молитви, одамна немаше да има луѓе на земјата затоа што тие ќе се истребеа меѓусебно ако им се исполнеше нивната волја. Исус Христос поставил услов за да може да се исполни молитвата на апостолите. Тие требало да ја испијат чашата што Он ќе ја пие и да бидат крстени со крштевањето со кое Он ќе се крсти. Тоа значело дека за да влезат во Царството Божие, тие требало да поминат по истиот пат по кој што поминал нивниот учител.
Patot na Hrista bil preko ponižuvanje i stradanje kon voskresenije i slava. Isto taka i njegovite sledbenici treba da gi prinesat kako žrtva svojite sebični želbi, da go žrtvuva svoj život za dobroto na svojite bližni i duri togaž da sednat na nebesnite prestoli bo Hristovo to carstvo. Apostolite go napravile to. Nivni od ponatamošen život na zemljata bil, ne da vladejat nad drugite, tuku bezuslovno da im služat na drugite. Tije duri i svojite životi gi žrtvuvale za proširuvanje na Hristovo to carstvo. No zato pak nivnite imenja ostanuvat osjećavanje na hristijanite za večni vremin. Što je považno, nivnite imenja se zapišani vo knjigata na životu. Dragi hristijani, ako sakame i nije da videme prvi vo Hristovo to carstvo, treba da bideme podgotveni da bideme posledni na ovoj svet. Treba da im služime na drugite kako što služele i svetite apostoli. Da pametime deka patot kon slavno to Božjo carstvo minuva niz ponižuvanje i go sledat žrtvi, zato što i Sino čovečki ne dojde da mu služat, tuku da posluži i da si ja dane svoja ta duša za otkop na mnogumina. Amin.